Општина Ѓорче Петров и Македонската асоциација за применета психологија Симболикум подпишаа меморандум за соработка кој според нив ќе овозможи подобрување на менталната благосостојба на учениците. Целта на проектот е создавање на систем за рано откривање на психолошките потреби на учениците, подобрување на нивната емоционална интелигенција и ментална отпорност, како и развој на ефективни психосоцијални интервенции. Клучни активности кои ќе ги опфати овој проект во Ѓорче Петров се психолошко тестирање за личностни димензии и емоционална интелигенција, анализа на резултатите и развој на психосоцијални интервенции, обука на психолози за примена и интерпретација на тестовите и изработка на прирачник за следење на напредокот на учениците. Проектот се реализира во 4 општини и 8 училишта, а Ѓорче Петров е една од првите општини што ја поддржува оваа иницијатива. Во Ѓорче активностите ќе се спроведуваат во училиштето Димитар Поп Георгиев Беровски и во училиштето Јоаким Крчовски, каде тимот стручни психолози ќе работи на јакнење на менталното здравје на учениците, информираше градоначалникот на општината Александар Стојковски. Утрово во 10 општински основни училишта на територијата на општина Газибаба пристигнала дојава за поставена бомба. Веднаш по примените дојави училиштата согласно утврдените протоколи пријавиле во полиција. Часовите биле прекинати, а учениците заедно со наставниците оддалечени на безбедно надвор од училиштата. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски по информациите добиени од директорите разговарал со надлежните институции кои превземале активности за извршување на соодветни проверки, пошто било утврдено дека се работи за лажни дојави. Тимови од Министерството за внатрешни работи извршија соодветни проверки во сите основни училишта во Газибаба, каде утрово пристигнаа дојави за бомби. Утврдено е дека се работи за лажни дојави. Благодарност до министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и до полициските службеници за брзата реакција. Во оние училишта каде има настава во втора смена, истата ќе се одвива согласно предвидените распореди за одржување настава. Благодарности до родителите за соработката и трпението, напиша Стевковски на социјалните мрежи. Општина Аеродром денеска беше домакин на првата од серијата посети на Министерството за локална самоуправа, каде што срцето е дома. Оваа иницијатива има за цел изворно запознавање со предизвиците и реалните потреби на локалните самоуправи и граѓаните, со фокус на изнаоѓање соодветни решенија за нивно надминување и поголем напредок. На посетата присуствуваа министерот за локална самоуправа Златко Перински, заменик министерот Ерџан Селими, веде градоначалникот Дејан Витески, председателот на општинскиот совет Љупчо Ацковски и членови на советот, соопшти Министерството за локална самоуправа. Како најнаселена скопска општина, Аеродром има своји предности, но и недостатоци. Најголем предизвик е да се постигне баланс помеѓу растот и одржливиот развој, со цел да биде осигурано квалитетно секојдневие на граѓаните од сите аспекти. Сакам јавно да му оддадам признание, наведе градоначалникот Митески, кој во досегашното раководење со општината се справува успешно со сите околности и да го охрабрам да продолжи посветено да работи во интерес на сите аеродромци, кој верувам дека се горди што живеат во општина која исполнува високи стандарди, изјави министерот Перински. Веде градоначалникот Митески и председателот на Советот Ацковски ја поздравија иницијативата за теренските посети на општините, планираната измена на Законот за локална самоуправа и потенцираа дека општината и Советот ќе продолжат да работат посветено и во интерес на граѓаните. Утре во рамкина каде што срцето е дома, во општина Аеродром, министерот Перински ќе одржи средба со представници на бизнис секторот и невладени организации, културни и спортски работници, а добре дојдени се и сите граѓани кои имаат прашања, предлози и сугестии во насока на поголем напредок на општината. Средбата ќе се одржи во 12 часот во општинското основно училиште Љубен Лапе. Во тек се активностите за целосно расчистување на дивата депонија зад катната гаража во Буњанковец. Ангажирана е соодветна механизација и камиони за отстранување на отпадот, меѓу кои има и токсични материјали, азбести, плочи и друг опасен отпад што представува сериозна закана за здравието на жителите и животната средина, сподели на социјалните мрежи првиот човек на општина Центар Горан Герасимовски.
Местото, велат од општината, подолг период било користено како магазин депонија од несовесни лица, каде во непосредна близина на стамбени згради и спортското игралиште во рамките на основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци се складирале различни видови на отпад. Се работи за дива депонија која со години наназад била заградена и присвоена, невидлива за граѓаните, а во неа се складирал секако вид отпад. Нашите инспекции лоцираа и други слични диви депонии и смет во околината. Планираме нивно целосно отстранување и уредување на просторот, истакна Герасимовски. По целосното расчистување, просторот ќе биде дезинфициран и уреден за да се спречи понатамошно загрозување на здравието на жителите и да се обезбеди чиста и безбедна околина, велат од локалната самоуправа. Дрога пронајдена кај 18 годишен скопјанец, имено на 6 февруари во 19 часот и 15 минути во Скопје, на подрачјето на општина Карпош, полициски службеници од СВР Скопје го лишиле од слобода лицето СА 18 години од село Новосело Скопско, затоа што кај него биле пронајдени одземени марихуана и бела грудчеста материја. Подоцна со судска наредба бил извршен претрес во неговиот дом, при што биле пронајдени и одземени марихуана, бела грудчеста материја, таблети и дигитална вага, соопшти од полицијата. По целосно документирање на случајот против лицето ќе следува соодветна кривична пријава по член 215 од Кривичниот законник, потенцираат од Министерството за внатрешни работи. Večno che ja sakam u